Добро вечер, Македонија. Добро дојдовте во петочното издание магазин со Томич, 29 ноември. Ја како дете роден од 50 и некоја, сепак ќе речам, не е за носталгија. Носталгијата ќе речам у кој смисол на зборот? Во смисол на зборот, ако ми се случеше нешто да го видам оно што го сакам, а ќе се случи, бидејќи Македонија не може никој да ја ченџа, да ја менува, да ја трампа, да ја продава. Но во тоа време, во денот на Републиката беше на СФР 29 и 30, и сепак таа кохерентност, таа кохабитација, тоа единство екзистираше и беше гаранција на секој народ, народност во државата Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Зошто? Затоа што имаше ред и поредок. Ќе речеш пендрет демократија. Да, за народ кој не се однесува како цивилизиран на не, да речем, класа или каста, с краја да е, како цивилизиран народ, да го поштува редот поредокот, уставот на државата, мора да се превземат некои мерки. Да се плука на држава, да се гори, запали знаме на држава. Тоа е нонсенс. Па верувам дека нашите сограѓани, албанците во Македонија, кои навистина, тоа е мој коментар и во врска за вечерашното издание, ова го пренесувам вашето мислење, имајќи факт дека темата ја најавив, и ме замоливте да дадам некои фрагменти од сето ова, што не се случило во овие речиси 24 часа. Тоа е срамота, тоа е лакрдија. Но тоа не е лакрдија, тоа е смислено од тој што цело време вели дестабилизација, па сека протава некоја хипокризија. Ви се молам, ова да го направите Америка, не Гвантанамо, немаше да го доживеете светлото на денот. Франција, Германија, и да не ги редам. Една наша братска република Турција. Видите која љубов. Секое семејство, фамилија има символ на државата, тоа е знамето, светињата, химната и грбот. Тоа се три фундамента, односно столба на секоја држава. Ја навистина верувам дека тие млади, не се млади, 21 година веќе, тоа е срамота да зборам. Но како и да е, го спомнав неслучајно 29 ноември, тоа беше денот на Републиката, кога се почитуваше и македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Но никош не е доцна да се покаеме и да речеме стоп више накви лакрди и да му речеме стоп на секој јавач на апокалипсата, кој овие 22 години навистина не тероризираше. Еве, нека биде, тоа е мој воведен збор за вечерашниот магазин. Само да ве поздравам мојата екипа, тоа е мојот главен продуцент Кристина Томич и главен дизајнер на овој магазин, Иван Алексовска и Огњан Димовски. Останете со нас, по джингло се враќаме во студиото. Да, тоа беше мојот коментар. Темата за која вечера ќе говориме во овој магазин е секако актуелностите за и околу заемот, унгарскиот заем. И тука видовме многу критики, напади, атакувања. Знаеме дека некој пред 7 години дошол со празни джепови, но заминал со касели полни алтани, што викаше господинот Ѓорѓе Иванов, името е продадено за 150 милиони евра. Ние ќе се задржиме на заемот од Унгарија, а тоа е задоволство да го третирам со мојот драг пријател и почитувам професор доктор Томе Неновски, поранешен заменик гувернер на Народна банка на Република Македонија. Добро вечер и добро дојдов. Добро ве најдов. Професор, ова моје прво учество во жива емисија, во Вистел телевизија, и јас ја поздравувам вашата редакција и сите гледачи на телевизија Вистел. Задоволство и чест, имајќи факт дека имаме што да слушнеме од вас како експерт, како професор. Ние имаме толку неколку пати реализирана емисија со вас и знам, последната емисија во која разговаравме беше прашањето каде се парите. Еве да ве прашам, каде се парите во Македонија? Овие изминати години, имајќи факт дека имаме еден графикон, тоа ќе го објавиме. Може ми сега нека оди графиконот, голема задолженост имаме. Имавме од 8 септември 1991 до 2017, да, ова е графиконот, каде покажува дека експомента сме 8 милиарди 845. Да, 847, како доаѓа. 8,5 милиарди. Да, 8,5 милиарди. Професоре?
Каде се парите? Па вие ме подсетивте на таа емисија, затоа што јас кога коментирав, тоа беше преку онлайн врска со редакцијата, јас моето излагање го завршив баш со таквото прашање, каде се парите? Зборувавме многу за некакви ангажираности на претходната владеачка структура, дека се собираа многу пари, а не се направи речиси ништо. Па спомнавме и кажувавме за сивата економија, кажувавме за да постојат или не постојат некои проекти и дојдовме до констатација дека за тие 7 години владење на претходната гарнитура се потрошија 7 буџети на Република Македонија во вкупен износ од 32 милиарди евра. Тоа е извонредно голем износ на средства кој што огромна сума на пари која што е собрана од стопанството и од народот на Република Македонија, а без да има повратна корист за населението. Ние не можеме да се сетиме, и тоа што исто го коментиравме и ова што сега ќе го кажам, не можеме да се сетиме на некаква значајна инвестициска активност во земјата во тие 7 години. Многу често се спомнува некои 600-700 километри автопат направени во Македонија, не видовме ниту еден метар автопат во тие години. А од друга страна немаше нити нови хидроцентрали, немаше некои нови инвестиции во производствени погони, немаше инвестиции во некои погони кои што произведуваат електрична енергија, за да ние на тој начин ја намалиме нашата голема зависност од енергијата, па моравме да увезуваме и да плаќаме скапа струја од странство, и затоа се поставува прашањето, а тогаш го одговоривме прашањето со едно проследено прашање: каде се парите? Парите би требало да се утврдат со една детална анализа на сите тие 7 буџети кои што треба да ги направат новоформираните сега органи на владење во Република Македонија. Сите органи, истражни органи, треба да се занимаваат со тој проблем. Многу пари се тие. Нека тргнат од ставките во буџетот, колку пари се собирани, од каде се собирани и што е најважно, каде се трошени. Не може ние во тоа време, а сега ќе зборуваме и за таа работа веројатно во емисијата, да се земаат кредити и да се оправдуваат со некакви причини кои што не беа баш причини, повеќе социјални карактери, или се вадеа со ковид кризата, што можеби имаше некои големи трошоци, али не 32 милиарди. Затоа институциите кои се занимаваат со истражување, ги има неколку, да не ги набројувам, многу се познати, би требало да се зафатат со таа работа, да добијат соодветен налог од надлежните институции, односно од владата се разбира, и да одат во поход на откривање на патиштата на парите. Дали се тие во земјата или се надвор од земјата. Ако се надвор од земјата, значи сметки отидаа. И кои се тие личности што дозволија парите да се излеват надвор од земјата? Има ли одговорност? За сега барем не ја гледаме одговорноста, а имам печаток, барем понашто се спомнуваше во сите тие 7-8 години, дека одговорноста треба да се проследи низ многумина во земјата кои беа властодржци во тој период. Сега се тие големи капиталисти со огромни износи на капитал, тие диктираат што ќе се случува во земјата, а од друга страна пак ќе критикуваат она што сега новата власт го заговара да го прави во следниот 4-годишен мандат. Спрема тоа, прашањето каде се парите, никој нема да ви го одговори во моментот додека таа детална длабинска анализа не се направи. Истражните органи се на потек. Сведоци сме дека американската амбасада, поточно Министерството за финанси на Стейт Департментот, си има свој одел во кој он ги истражува сите аномалии, дефекти во сите земји, особено на Балканот, вклучувајќи Македонија, околу перењето на пари, околу кражбата, со еден збор. Нема друг глагол како да го употребиме некој збор, кога некој ќе украде. И често пати знаат да дадат предлог, односно не предлог, да потенцираат имиња на црната листа кои им е забранет патот, односно влегувањето во Соединените американски држави. Од друга ситуација, ние имаме институции во системот. Дали се тие проформи или тие фактички работат за институциите кои добиваат информацијата по рака, а тука поради зборот или правилото неказнивост имаме таква толеранција. Да се краде максимално, да се полнат бродови, бисаги и така натаму, никому влакно да му фали. Така е. Па, еве ние исто така коментиравме каде се наоѓа, мислам, на кое ниво е перењето на пари во Македонија, и тогаш коментиравме во една емисија, и сега да не ги кажувам сите тие можности за перење на пари, тие се познати и екзистираат во Македонија.
Екзистираат во Македонија, затоа што преку тоа перење на пари, практично најголем дел од парите се одлеале некаде, можеби се во земјата, можеби во домашните сефови, во банкарските сефови, меѓутоа врзано со перењето на пари е сивата економија. Огромна сума на сива економија има во Македонија. Беше 38%, 40%. Беше сега малце нешто околу 34%, а пред 7-8 години таа се сведе под 20%. И се сведовме некако, дојдовме на ниво на европските земји, нели, како сива економија. А ако направите пресметка, тие 34% од бруто домашен производ, тоа се, значи, 1/3 од големината на бруто домашниот производ, кој сега за следна година е проектиран на 16 милиарди. Што значи дека 7-8 милиарди некаде не се евидентирани, не се регистрирани. Односно, тоа е неформална економија. Ако е неформална економија, на таа економија не се плаќа данок. Па ете извори на пари кај да се најдат за финансирање на потребните буџетски работи и така натаму. Пред 2 години тогашниот министер за финансии не викна некоја група на стопанственици и академски работници да кажеме што да се случува, бидејќи имаше некоја намера да прави некоја фискална реформа, да собери некои 50 милиони евра дополнителни пари. Мојот коментар беше дека само пресметајте сивата економија, колку таа изнесува, помножете по данокот што требало некој да го плати, вие ќе дојдете до некаде цифра 300 милиони евра. Па што ви требаат дополнителни кредити, што ви требаат дополнителни давачки. Дури имаше една несватлива идеја да се плаќа даноци на хонорарите. И пензионерите да плаќаат даноци, персонален данок, пензиско и така натаму. Со сите аргументи кои што ги кажавме, најпосле министерот се повлече и тоа не помина. Меѓутоа, главното не го направија. Сивата економија не е смирија. Сега слушам овие неколку месеци, кога веќе гарнитурата се промена и посебно тоа министерката за финансии го нагласува, дека приходната страна во буџетот, тоа што веројатно ќе го коментираме во текот на емисијата, почнува да добива некои позитивни знаци на приливи, што порано не беше ситуација. Посебно таа нагласи дека борба со сивата економија ќе водиме и мора да ја водиме и до некаде да издвојуваме. Да не очекуваме дека 34% сива економија ќе падне наеднаш на 24% или на 14%. Меѓутоа, чекор по чекор, процент по процент, ние да ја намалуваме сивата економија, тоа значи дека за соодветниот процент ќе се полни буџетот на државата на Република Македонија и ќе нема може и толку потреби за во иднина ние да се задолжуваме во странство за да ги финансираме буџетските потреби. Или понатаму да речеме сива економија и приходност, ако ги врзувам тие две работи. Па видите, само за 2-3 месеци кога се промени раководната структура во царинската управа во Македонија. Приходите наеднаш почна да како се вика. Што не беше пример? Што не беше, значи наеднаш за еден месец огромна сума, исто 12 милиони евра беа собрани, што не беше во минатото некаков случај. Така да тие или пак патарините. Каде одеа патарините? Огромни суми на пари се собираат патарините, а сепак ги нема, нели? Или данокот на додадена вредност. И таму имаме некакви манипулативни, некои матни ситуации кои што треба исто со фантом сметки што треба исто да се откријат, затоа што и новата директорка на управата за приходи веќе кажат дека многу пари се не одлеани, него не се влезени во буџетот затоа што некој не платил данок. Со дупли фактури, со пријавување да земам враќање на данокот на додадена вредност иако немам право. Меѓутоа, тоа треба повторно велам истражните органи да го откријат и нормално одговорноста кај што е присутна да се биде лоцирана. И сега само што го да кажам, значи вие кажавте дека американците, односно американскиот трезор го анализира сето она што се случува кај нас. Тие имаат увидност во сите трансакции. Тие знаат сите црни трансакции кои се случуваат во Македонија и кој пери пари, каде е сивата економија и кој треба да ја носи одговорноста, меѓутоа имаат некоја тактичност во смисла на реагирање до кај ќе одат. А иначе, амбасадорката Аглер сега неколку пати спомнува црната листа наборко ќе се зголема, ќе се проширува. Што значи тие знаат кој земал пари и да одговориме на прашањето. Кога така ќе биде да ние зависиме од трезорот на американскиот стейт департмент? Јас се согласувам. Значи не можете постојано некој надворешен орган да ни кажува што треба да правиме. Ние сме доволно кадарни како персонал, меѓутоа и доволно силно екипирани како институции за да можеме тоа да го направиме. Зошто не го правиме?
Зошто не го правиме? Дали е проблемот, да речеме, во ови стражните органи, во финансиска полиција или таму има некои други агенција за спречување перење пари и така натаму. Значи, ги имаме тие институции, меѓутоа, она што сега деновиве многу станува актуелно и атрактивно е зошто главните истражни органи, кои што меѓу другото се лоцирани и во правосудната сфера, не реагират. Ќе чуеме од време на време од Државниот завод за ревизија дека тие утврдиле катастрофални ситуации во кражбата на некои пари, поднесени се кривични пријави од обвинителството, тие некако стојат. Статус кво, ништо не работи. Статус кво, значи се мед и млеко во земјата, пари нема. А парите некаде се одлеале. Според тоа, имаме органи, меѓутоа нефункционални. И тука треба да се делува. Дури акцентираше Заев дека ќе ставил бројченик да ќе ги враќал парите. А тоа за јавниот долг. Тоа имаше така дека ќе стават на порта Македонија, да. ќе стават бројченик, па ќе видиме од секунда во секунда како се зголемува јавниот долг. Меѓутоа, јавниот долг се зголеми со нивното доаѓање 4 милиарди и 400, исправете ме, кој претходно од 91 до 2017 април беше 4 милиарди и 300. Тука некаде. Тоа е диаметрално спротивно. Од колку години доаѓа 91, 2017, со 20. Интересно е што тој часовник не проработе од кога се смена власта. Зараđa. Значи тој требаше секундарно да кажува колку пари се зголемува, за колку пари се зголемува јавниот долг на Република Македонија. Имаше некоја цифра, кажуваме 4 милиарди 800. Меѓутоа после тоа една обврзница, друга обврзница, друг кредит, тој долг почна да се зголемува, меѓутоа не се евидентираше во часовникот. И дојдовме до некоја ситуација да јавниот долг достигне некаде 60%, што е некаде некој мастришки критериум до кај можеме да одиме. Да. Колку е максимални до 70? Тие го пропишале да се движи јавниот долг некаде до 60% од бруто домашниот производ. Ние сега имаме нешто повисок јавен долг, заради унгарскиот кредит. 67, така ли се? Па можда и 65 бе. Не, 67-8 ќе беше ако одеше целата милиарда од унгарскиот кредит, меѓутоа не 500 се земени. Меѓутоа има една динамика на враќање на јавниот долг и ако е точен податокот кој што министерката го кажа за финанси, министерката за финанси го кажа, постапно до крајот на годината можеби ќе стигнеме нешто под 60%. Сепак тоа е знак дека веќе домаќинството се менува. Ама домаќинството влегува во куќата. Ако било растурено домаќинството, сега полека се средува. А тоа е домаќинството Република Македонија, што значи дека треба домаќински да работиме со парите што ги земаме, па посебно и со овој кредит за кој што вие најавувате. Да, ајде домаќински речеме доаѓаш на работа, доаѓаш на една задача која сакаш да дефинираш како програма, како проект, и од друга ситуација влагаш со една финансиска конструкција која е респектабилна. Значи, стана збор за унгарскиот заем. Ајде одиме со првиот прилог да видиме зашто стана збор. Има некои кои не слушнале, да ги подсетиме. Ајде. Договоривме дека веднаш сега одговорните лица, Министерството за финансии на двете влади, да отпочнат процес во кој што унгарската влада ќе поземи на македонската влада сума од 500 милиони евра под следниве услови, а тоа се камата од 3,25%, 3 години грејс период и 12 години рок на отплата, што ќе рече вкупно 15 години. Имајќи предвид дека воспоставуваме специјална економска соработка, тоа ќе подразбира дека и во иднина, кога ќе има потреба од такво нешто, ќе можеме повторно да се обратиме до нашиот специјален економски партнер, а тоа е унгарската влада, и да побараме поддршка дополнително што ќе е потребно за македонската економија. Сакам да информирам македонската јавност дека овие 500 милиони евра ќе бидат употребени на следниот начин. 250 милиони евра директно поддршка за македонската економија под истите услови, а 250 милиони евра ќе бидат наменети за капитални проекти кои што ќе бидат изведени во општините и ќе бидат исклучиво наменети за потребите на граѓаните. Да, тоа беше господинот Мицкоски кој даде информација за и околу овој заем. Кој е вашиот коментар? Па кој е коментарот? Даде информација каде ќе бидат Да, ќе го коментираме и тоа. Меѓутоа, сакам малце да направиме
една ретроспектива, неколку заеми наназад ги земавме во големи износи 500 милиони евра, меѓутоа без на објаснување каде тие ќе бидат насочени. Првенствено се велеше ќе се враќаат стари кредити, што во ред, значи треба да се враќаат, и консолидација на буџетот. Консолидација во смисла да се покриваат некои дупки, се покрива како што се покрива. Ова ми се чини во последниве 10 на 15 години е прв пат да се каже дека парите кои што се земат од кредитот од Унгарија, за кои што имаше шпекулации, кинески пари, вакви пари, што значи не е коректно ни да се коментира, се веќе се насочени во продуктивни цели. Веќе однапред се кажува каде ќе одат парите. За потребите на народот. Се е прецизно, стопанство и народ. Знаете како целата идеја и на предизборната кампања и на програмата на ВМРО-ДПМН и на коалиционите партнери е економија. Значи, а за економија, значи се смета дека ќе треба да се поттикне развојот, растежот на економијата преку пораст на бруто домашниот производ. А тој може да се зголемува по разни основи, пред се преку инвестициска активност на сите чинители, вклучувајќи и нас, а ние пак дополнително влегуваме преку нашата лична потрошувачка која имаме секојдневно. Те се двата, на некој начин би рекол, двата главни фактора кои што обезбедуваат развој на економијата. И сега, се вели дека 500 милиона се земаат од унгарскиот кредит, се зедоа веќе, ќе се поделат во два дела. Првиот дел веќе на некој начин е стартуван со одобрување кредити за заемници за проекти меѓу општините, во единиците на локална самоуправа. Долга низа година наназад се жалат градочаниците дека немаат свежи пари, дека централната власт не им дава доволна сума на пари, така, и дека тие не може да бидат развојно да се ориентираат, да просветат, затоа што едноставно е кусок на пари, особено што во минатите години имаше и некои заостанати долгови кои требаше да се затворат. Сега што имаме? Имаме 250 милиони евра кои што чудат што до крајот на годинава 100 милиони, мислам дека се остатокот во првиот дел од следната година, и за тоа требаат проекти. Значи сега ги како на некој начин владата како да ги боцна градоначалниците, спремајте проекти. Ако сакате пари, и немојте да речете дека ние не ви даваме пари. Одличен кредит ви даваме, одлична позајмица да. Убави услови. Да, условите ги знаеме. Меѓутоа сега вие треба да ни вратите повратно што мислите да направите. И немојте да речете немам кадар. Што правевте 20 години во време на децентрализација кадар, а има натрупани да видите колку луѓе во општините. Зашто ги земавте? Значи, тие треба да си земат стручни луѓе, да си направат стручни тимови, стручно изработени проекти, со проекти да се јават кај владата, веќе се јавија, рече си сите општини, јас колку што знам, освен градот Скопје, не сум сигурен, заради тие... Мислим Струмица или се... И тие, мислам дека им дадоа рок уште некоја недела за да си направат некој проект. Иначе, од вас зависи, ако го направите проектот и ние ви го одобриме со сите они критериуми кои сме ги поставиле, еве ви ги парите. Ама сега треба да покажете резултати, стручност, домакинлук и резултати, да покажете ефекти. А тие ефекти преку вашето работење ќе се ефектуираат во задоволството на граѓаните. Утре треба да излезете пред граѓаните, да им кажете дека еве владата ни даде пари, ама со тие пари ние направивме водоснабдителни станици, фекални станици, инфраструктурни, во 21 век не има септички јами. Не може тоа. Одводовод немате. Или одводовод или некаде уште нема водовод, па тоа е катастрофа да речеш дека вода нема едно од важните цивилизацијски права на населението, вода да нема. Истражуваат на Марс вода, не може. Неверојатно. Или слушам вчера еден коментар беше од директорот на Фонд за здравствено осигурување, значи само со 1 милион евра ќе се способи целата Струмичка болница и да функционира да обслужи 100.000 луѓе. Еве, години врват, тој милион евра не се обезбедува, за да може болницата да функционира. Значи, видите, до каде е стигнато тоа девастирање или девалвирање и на здравството, и на економијата, и на владата, и на сите тие активности. Според тоа, еве ви пари, засукајте ги ракавите и сакаме резултати. Ако имате резултати, може би уште ќе ви помогнеме. Али ако немате, тоа што немојте на нас да фрлате дрва и камења. Ние не сме тие веќе. Ние бевме тие што требаше да безбедат пари. Еве ви. Тоа е едната страна сега, господин Томич. Втората на проектот. Другата страна на проектот е 250 милиони што сега стануваат актуелни во околу на договарање со банките. Тие се пари за проектни активности на стопанството. Значи, околу оние 250 се за општините, за единиците на локална самоуправа, овие се за стопанството. И сега,
Беше проблемот дали ќе се јават банките сите, да можат, и то мора да оди, знаете, за граѓаните морам да го кажам тоа. Владата директно не дава на фирмите. Нема право, по закон нема право да дава кредити. Меѓутоа, затоа банката има, државата има формирано една банка од пред 24-5 години, се вика Македонска банка за поддршка на развојот. Ета, владата преку таа банка ќе ги насочува кредитите на стопанството преку банките. И колку што разбрав вчера од една изјава на премиерот, дека сите банки се сложиле да ги користат условите, критериумите кои што им се дадени, со каматна стапка од 1,95, што никогаш не било, и сега и со 10 милиона, што е доста солидна бројка, значи за да можете да финансирате било кој развоен овај проект, а проектите се кои се развојни, производствени погони, административни згради во функција на производството, понатаму што има овие трајно одржливи овие инструменти за трајно создавање на енергија, значи нешто што е во функција на развојот. И ако тие ги земат тие 250 милиона, тие се мултиплицираат. Мултипликацијата оди во нивниот развој, тие ќе додадат и своји пари, нели 20% рековме и тие ќе додадат таму, меѓутоа тие пари ќе влезат во економијата, а преку економијата, мислам на генерално, макроекономски гледано, ќе влезат во малопродажбата, ќе влезат на тезгите, ќе влезат во платите, директно кај консументите ќе влезат во даноци, во придонеси, во полнење на буџетот и повратно да финансираме она што долгани за години го немавме и затоа ни се во таква ситуација тие институции или области, здравство, образование. Кај што ни е многу потребно. Болна точка ни се двете области страшно нешто. Ми дозволите тука јас ќе замолам режијата би оделе со третиот прилог, сонуес дека со одлуката на владата познати се условите за унгарскиот заем. Тоа е еден прилог, почитувани јас одам со тебе избор и ме радува што некои мои колеги ми го следат чекорот и тоа е убаво. Убаво е кога слушате и гледате дека е убаво и за гледачот и за вас како новинар, што можете да му понудите од избор на консументот, гледачот. Значи, тоа е трет прилог што би го предложила вечерва. Значи, со одлуката на владата познати се условите на унгарскиот заем. Одиме со тој. Ставен парав за 500 милиони за општините и бизнисот. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска во име на владата во Будимпешта го потпиша договорот за заем со унгарската Експорт-импорт банка. Со овие пари, покрај поддршката за компаниите и општините, се обезбедува ликвидност на буџетот. Со ваквиот потек се очекува економијата да расте и да се решат дел од горливите проблеми, особено на локално ниво. Половина од парите ќе одат за проекти за општините, за што веќе е распишан јавниот повик од Министерството за локална самоуправа, на кој се пристигнати 357 апликации од 80 општини, според она што досега е најавено. Откако ќе бидат избрани проектите со ресорните министерства, општините ќе ги добиваат парите преку наменска сметка. Со потпишување на договорот денеска обезбедуваме 500 милиони евра за буџетска поддршка, за поддршка на локалниот развој преку проекти во општините, како и за поддршка на економијата. Тоа беше повеќе од потребно за нашата економија, која во првиот квартал имаше многу слаба економска активност и бараше мерки кои ќе набрават раздвижување и забрзување на економската активност. Исто така, и реализацијата на проектите во општините представуваше неопходно затоа што и тие ќе имаат позитивно влијание врз економската активност, а дополнително со нив ќе решиме и горливи проблеми на граѓаните, информираше министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Со парите за бизнис Да, фактички, професоре, тоа е она ние за што говоревме, имајќи факт дека сега ќе се надоврземе и со одлуката на владата кај што имаме, требаше денеска да се соопштат какви ќе бидат условите од банките, се она што е техничкиот дел. Можете тука само нешто да ни додадете апропо со параф оставен. Колку унгарците му веруваат на Христијан Мицковски за овој проект што го се завзема? Ако не му верувале, немало ни да го одобрат кредитот, значи има некој рамковен од 1 милиарда, нам во овој момент веројатно не ни е потребна цела милиарда, меѓутоа ќе имаме право да земеме уште 500 милиони, а сега со тие 500 тие исто разбра зашто овие луѓе ќе ги трошат парите.
Значи тие сакаат да знаат пари и не само Овој тоа. барометар, сега Не се само тоа, значи тој сака да знае кај ќе одат и дали ќе имате развој на економијата. Додатокот на ова што го чувме са пред малце, дека економијата се планира некаде на 3,7% да расте следната година, што не сме го немале веќе 20 на години, не знам колку. Сега тоа за унгарците значи дека да, тие ќе работат со кредитот, ќе создават бруто домашен производ со таа стапка и ќе го враќаат кредитот кој што го земаре од кај нас, иако ќе има некој поволен 3-годишен грейс период. Затоа ни верува. Професоре, морам да ве прашам, генерации сме тука исти и секако не ни е сеедно кој ќе одиме еднаш во животот ни треба здравствена заштита. Го зборам како граѓанин на Република Македонија, како даночен новоразник и се тоа. Меѓутоа, кога ќе одиме да ги користиме здравствените услуги, паѓаме во оче. Дали е моментумот да се направи тој клинички центар? Верувам дека господин Мицковски, доколку го слушна гласот на народот, ставот на народ, а верувам дека еве го пренесувам, барат да се направи конечно тој фамозен клинички центар, беше околу 300-400 милиони евро, кој навистина репрезентативен и убав. Што би додале ве само тука пред да одиме на наредниот прилог? Видите, реформи и менување на состојбите во здравството се неминовно уште денеска, уште сега. Така да што и да се направи во тој правец треба да биде позитивно. Клинички центар преку ноќ нема да може да се направи, се зависи тоа на од програмските активности на владата, тоа е едната работа, и второ колку се програмирани буџетските средства. Не можеме ние да правиме нешто ако немаме. Значи кога ќе бидете сигурни дека имате пари, почнете. Од тие клинички центар се спомнува 5-6 години наназад. И повеќе. И повеќе, колку беше подпишан некој договор со италијанците. Тоа е исто како некој патишта од Прилеп од Велес до Прилеп, па секоја нова влада, мислам од претходната гарнитура, сечеше лента, па тој стои вместо, сече лента, стои вместо, никако да тргни автопат, односно патот. Исто е со клиничкиот центар. Ќе го отвориме, па ајде да го отвориме, ама да бидеме сериозни. Немојте да зборувате за огромни милионски суми за правење клинички центар некаде надвор од Скопје беше. Што не одговара на народот. Како тоа ќе функционира во ова Гунгула, еве јас додека дојдам до емисијава овде, ми треба 1 сат време, болен човек, инфарктен човек, не знам колку време ќе му треба. Дадме професор после прилогот. Тебе, како што го најав, значи со одлука на владата, значи познати се условите за унгарскиот заем, имајќи факт дека не беа дефинирани односите со банките. Професор, можеме да одиме да го слушаме тој прилог. Одиме со прилогот. Од унгарскиот заем кои се наменети за стопанството. Со ова е отворен патот за средствата кои ќе придонесат за технолошки напредок, инвестиции и развој на бизнисот. Со заклучокот, усвоен од министрите на владина седница, се потврдени веќе познатите услови за фирмите според кои ќе добијат дел од ефтиниот финансиски колач. Фирма ќе добие максимум до 10 милиони евра по фиксна каматна стапка од 1,95%, а отплатата е до 15 години. Ке се плаќа квартално по завршување на грейс периодот до 3 години, а услов е фирмата да има 20% сопствено учество од вкупната вредност на инвестицијата. Средствата од кредитната линија за финансирање на инвестициите и развојот на приватните трговски друштва ќе бидат наменети за финансирање на дејност производство. Имајќи предвид дека бруто домашниот производ е проектиран на 16 милиарди, станува збор за 5% од бруто домашниот производ. Средства кои што очекуваме да бидат инвестирани оваа и следната година. Средствата од кредитната линија ќе бидат наменети за инвестиции во нови машини и опрема, недвижности, погони. Да. Професоре, го имавме, гледачите сигурен сум дека го имат слушано изјавата на порпаролката, но вие сте во тек. Што би додале се ова дека веќе се обзнанале механизмите и сето на условите за овој заем? Две работи мислам дека треба да се потенцираат, а тоа е дека мислам дека сите банки, 13 колку ги има во Македонија, се согласиле колку што слушнавме информации завчера, да пристапат кон одобрување кредити со користење на средствата од унгарскиот кредит преку Македонската банка за поддршка на развојот, што е за секоја пофалба, и тоа е она што неколку пати представниците на владата го велат дека банките покажуваат висока општествена одговорност. 1,95
кредит можеби е ниска камата која што не им одговара, таа е можеби каматна стапка која што ги покрива ризиците во нивното работење, меѓутоа го нема онај активен дел кој што им создава приходи поголеми, нели? Меѓутоа покажуваат општествена одговорност во смисла да се поттикнуваат предпријатијата, тие да работат, да создаваат нови производи, новите производи да создаваат додадена вредност во економијата и сето тоа да се преточи во растечки бруто домашен производ. Меѓувреме, банките сепак се свесни дека со одобрување на овие кредити, еден значаен дел од тие средства пак ќе се вртат во нивните канали. Нема да излезат од банката тие ќе го одобрат кредитот на некоја фирма која што има сметка во X банка, да не спомнам било која банка, таа фирма ќе стави на својата сметка во таа банка. Сега, значи, таа ги користи, меѓутоа и банката ги користи, се ова е малце комплицирано, можеби. Има обрт, се врши така наречена мултипликација на депозитите, односно мултипликација на кредитите. Банката ќе има корист, дополнителна корист. Не само овие 1,95. Ќе има провизии разноразни и така натаму. Според тоа, банките и ќе имаат корист од ова и покажуваат висока општествена одговорност. А сето тоа пак ќе представува своевиден замаец за економијата, за да можеме да го достигнеме она што го планираме, што го очекуваме да биде реализирано како план, пораст на бруто домашниот производ во следната година за 3,7, па да одиме нагоре преку 4, преку 5%, онолку колку што нашата економија има силна латентна можност. Ние имаме силна економија, скриена, меѓутоа не е искористена. Овој кредит треба да тоа да го искористи. Втората работа што мислам треба да се нагласи е дека сите стопански комори, колку и ги има во Македонија, сите се согласија со овој кредит, го поздрави овој кредит, кажа дека тоа како им делува како свежа инекција која ќе влези во нивните вени, во нивниот крвоток и дека сето тоа со освежување ќе создава нов производ. Значи стабилизација на нивните финансиски текови и поттикнување на вкупниот економски растеж. Молам критика нова дали може да се даде. Не само тоа, апропо ви благодарам за подсетување на моето подпрашање, имајќи факт, гледам по многу телевизиски емисии, акцентиране е народот, лесно манипулативен, нека ми прости мојот драг македонски народ, што мислам го сакам, го љубам, како и вие. Не случајно 25 години сме заедно. Веднаш се манипулира народот дека кој ќе го врати кредитот, од чии пари ќе заминат. Слушајќи опозицијата кој дрва и камења фрла по овој заем унгарски. Дали, мислам сакам во кој контекст, бидејќи ви сте професионалец, ви сте поранешен заменик гувернер на Народна банка на Македонија или втор човек на главниот финансиер, државен банкар во државата, нели, трезорот. Како да им објасниме на народот? Дали е тука манипулација? Дали некој го краде народот? Дали народот ќе падне во голема финансиска криза, имајќи факт дека овој развоен буџет, само морам тоа да кажам, е околу 6 милиарди, исправите ме, 2-300 милиона. 6.400, да. А прочитав дека сите македонци денеска, ако се проценат в колку финансиски тежат, околу 6 милиарди и 700 милиони, толку финансиска потенција имат дома денеска. Кажете ми, дали може народот да биде манипулиран, излажан, и дека некој, особено Мицковски, неговата екипа, ќе направи голем финансиско фијаско или кражба со избор на народ. Видите колку таа критика е депласирана. Ајде да ги анализираме кредитните линии или кредитите што ги добиваше нашата држава Република Македонија во изминатите години. Да. Плаќавме 3,5, 4,5, 5%, еднаш плаќавме 9,5% камата. Никогаш не се постави прашањето кој ќе плаќа каматата и кој ќе враќа кредитите. Никој никогаш не рече дека народот ќе го враќа тоа. Народот ќе враќа, меѓутоа преку буџетот. Буџетот зел кредит. Кој го зема кредитот? Државата. Значи кој должи? Државата. Како ќе го враќа државата? Од буџетот. Буџетот од кај се собира? Од економијата. Спрема тоа е системот, цел свет го знае тоа, цел свет така функционира. Зашто се пуштат вакви? Не може, ама за да може да се создава магла. Не може мене се од тој кредит да ми се рече дека јас од мојата пензија ќе плаќам дел од овој кредит. Тама работа. Нема никој да ми рече дај плати 5 денари, 50 денари, 500 денари. Се плаќа од буџетот, тоа е обврска на државата. Таа го зела кредитот, таа има закон за земање на тој кредитот и таа ќе го враќа во оние услови во кои што е обезбеден, со грес период од 3 години. Па грес период од 3 години за нас знаете каков здив. Да не ќе плаќаме само камата, тоа е редот, али главнината ќе стои, ќе плаќаме после третата година, а тоа значи
Во меѓувреме, во тие неколку години, со ангажирање за парите 250 милиони за општините, 250 милиони за економијата, ние ќе создаваме бруто домашен производ кој ќе ја полни државната каса. Од таа државна каса ние ќе враќаме овој кредит, али државата ќе живее, ќе расти, ќе се зголемува. Стандардот ќе се подобрува. Со тие пари ќе се развие, ќе се отвори нека нова производствена линија, ќе се вработуваат луѓе. Тие луѓе ќе земат плата, таа плата ќе се троши во супермаркети, кибермаркети и така натаму. Ќе се плаќаат придонеси и она циркулација, кружен тек на економијата ќе се заживее. Сега е зачмаен. Спрема тоа, не може така наивно да се речи дека народот ќе го плаќа кредитот. Кој се ова мала? Кој создава и кому интерес да создава? Па не знам кој, меѓутоа во немајкаде како да нападнеш власт и кажуваш нешто што не е. Што не е, никаде не е, нити може да биде. Едноставно, државата зела кредит, државата го враќа. Нема државата нам да ни наметни со полициски инспектори да ни дојдат дома, давај 1000 евра да го вратам кредитот. Нема да се случи тоа. Еве, може да го слушаме примерот на Македонија, кој јасно и гласно му ти порака на неговите опоненти, кои го обвинуваат повеќе пати. Еве, обзнание на информација како се прави криминал во РЕК Битола, пример. Еве, одиме со изјавата на господин Мицковски. А тоа е криминалот во рударско-енергетскиот комбинат Битола, но проширен и надграден со криминалот во рударско-енергетскиот комбинат Осломеј и на тоа додаден криминалот во термоелектричната централа Неготина. Ова е нешто кое што лично го следам. И навистина овде има шокантни параметри. Од тоа што досега сме го заокружиле, дури и сведочења од учесници во оваа структура. Сведочења кои што кажуваат како се тоа функционирало. Во услови на криза енергетска, ни малку срам и перде и чувство, одговорност кон државата и граѓаните, се случувал опасен криминал. За дел од тој криминал зборувавме и во кампањата за парламентарните избори. Имаше и такви директори на термоцентралата во Неготино, кои што преку ноќ изградија хациенди, кои, замислете, беа прогласувани во архитектонски чуда на годината. Добива награди. Но пипците се протегаат повторно до Западна Македонија. Натаму се протегаат пипците и до Југоисточна Македонија. Малку и до Скопје, морам да признам. Но тоа е како за да се замачка работата, пионче. Но суштината е во овие два крака. Коридорот 8 и коридорот 10. Делови. Натаму се протегаат пипците. Тоа што ќе се открие е епски криминал. Епски криминал. Нормално, доколку во меѓувреме здравствената состојба на обвинителите се подобри и чувството на анксиозност, повишена температура, грчеви во стомакот и диареја помине. Затоа што тоа е таков е законот. Таков е законот. Затоа што тоа е таков е законот. Таков е законот. Илјач нема за таа работа. Илјачот е евра ние не даваме. И од тие причини тоа е суштината. Но кои се фактите? Само РЕК Битола, односно АДС-ма поранешно Елем. Долг 5 милиарди денари. 5 милиарди денари. Далновод, кој што требало да ја поврзе Македонија со Албанија. Далновод. Нели? Албанците. Ние.
50% донесена опремата тука, 2 дупки, 2 стопи ископани за далноводи и 6 милиона во джеп. И сега треба ние да го поништуваме тоа и ние да го плаќаме. Има ли Илјач за овој епски криминал? Илјачот веќе го спомнав и мислам дека од изјавата на премиерот веќе разбравме дека тој криминал полека се открива. Ево, ова е она што зборавме. Што не беше пример. Значи, ова е она што говоревме на почетокот на емисијата каде се парите. Значи, овде се големи суми на пари, некаде колку што ја знам од средства за информирање 60 на милиони евра. Што не малку? Апсолутно, како малку и тоа е само во Витола го спомнува тоа премиерот. Ако одиме Осломе и ако одиме во други некои фирми за кои што се Неготино спомнува. Не така, значи тоа се страшно големи суми. Ете као оделе парите. Али што добивме? За возраст што добивме? Парите се одлеа. Трошоците ги направивме, меѓутоа во чии џепови отидоа? На кои сметки отидоа? Во кои острови во светот отидоа? Во нашите банки, ако имаше, ќе ги вртевме, ќе ги знаевме. Меѓутоа, некаде се надвор однесени. И се развива економија на други држави. Па секојаш е тоа така. Значи, види, може да се развива економија на некоја послаба држава, меѓутоа, ако пуштиш во некакви си кајмански, не знам какви острови, Маурicius. Нема Маурicius, таму има индиски капитал, посериозни се тие. Меѓутоа, имате острови таму што се дури непознати во имињата кои ќе читате, меѓутоа се врши тоа перење на пари и вие можете да манипулирате со тие пари бидејќи се испрани да ги носите кај што сакате. А тие од тоа перење на пари добиваат провизија и тоа им е задачата на островите. Меѓутоа да се вратиме дома ние. Еве веќе оваа најава која чупме деноиве од претседателот на владата упатува на тоа дека институциите за кои што пред јас говорев веќе почнуваат или почнале да се вршат работата, да откриваат криминал, нешто што е рак рана на нашето општество, затоа што не е чудно ако се каже или не е ново што ќе кажам дека ние сме по многу индици најкорумпираната држава на Балканот, а меѓу најкорумпираните во Европа. Па ако има толку висока корупција, тоа значи дека има големо крадење. Ако има големо крадење, тоа значи дека полека ние да ги почнеме да ги отвараме од вратите на правосудните органи и одговорноста да ја побараме. Меѓутоа не само тоа. Ако се констатира дека некој украл толку и толку милиони евра, да се направат сите анализи на неговата имотна состојба со ангажирање на Интерпол или кои други институции каде има тој пари. Потекло нивото. И потекло нивото и на неговото семејство и така натаму. Не може тие се да уживат во благодетите, на што спомнува премиерот, хациенди направиле со чии пари? Ваши, мои, наши, на сите нас. Значи сепак Го имаме како институт потекло нивото никако да функционира и конфискацијата. Многу лесно може тоа да се констатира. Ако јас имам месечна плата од 1000 евра, не можам да направам куќа од 1.000.000 евра. Од кај ми се парите? Значи, тоа едноставно се докажува. Во западните земји, посебно во Соединетите Американски држави, има следење на движењето на парите. И ако се види дека вашите приходи надминува значително над приходите што ги добивате од редовното работење, ви се пушта финансиска инспекција од она IRS, како го викаат тие Internal Revenue Service, да видат кој си ти, кај работиш, колку пари земаш, како може ти да живееш толку раскошно, а имаш некоја средно ниво на плата. И веќе се отворат книгите. И се презема мерки. Професоре, за гледачите, верувам, вие знаете секако, не е така лесно да станеш членка на Европска унија. Та и хрватите помина низ тој рентген, дека морате сите почитувани бизнисмени, ти вие со големи портмонеи и така натаму, со големи хациенди, институтот потекло на имотот, дека не се расчисти тоа, нема и тоа уште еден бенчмарк на Македонија. Професоре, тука ќе бараме на еден мал джингл и се враќаме во финале, кај што би сакал да поразговарам со вас во рубриката Тоа сум јас. Може? Одиме со джинглот. Обичајно одам на почетокот на емисијата, но многу сериозна тема и дадовме простор на првиот дел. Тоа сум јас, тоа е една рубрика. Професоре, многу свеж, не сакам да урочам, меѓутоа секој сте инш се вика во форма, но што се должи ова? Спортувате ли? За жал,
Не можам да спортувам, затоа што јас 30 и неколку години имам проблем со едната нога на која што имав еден сериозен тумор кој што мораше да се оперира и се оперира радикално со отсекување на лимфните садови, така да веќе имам еден голем оток кој што се забележува во моето движење секојдневно, така да не можам да потрчам. Па би сакал да спортувам, меѓутоа за среќа испадна дека тој тумор е доброќуден, како се вика, бенигнен, и така ве живеам сите тие години со таа ситуација. Меѓутоа сум љубител на спортот. Ако некој ме зачека са бајле во 6-7 сата од сабајле кога станувам, што правам, јас ги гледам спортските настани од претходната вечер. Прекрасно семејство. Госпоѓата Маргарита, тоа е уредник, главен уредник беше на еден познат часопис. Беше, сега веќе тој часопис не функционира. Да. Сега е директорка и основач на Средношколската академија за бизнис администрација или позната во јавноста САБА. Со оглед дека сте не само успешен во бизнисот, во работата, успешен сте и на во семен план, бидејќи имате прекрасно семејство. Може нешто да ни кажете за вашето семејство? Во смисла? Деца? Личното сегашното семејство. Имам 2 ќерки, нека се здрави и живи. Нека се живи. Ете така, и двете се на овој или онај начин ангажирани во САБА, како кажав, едната поголемата е раководител на училиштето, другата работи на проекти, таа си ги врши своите активности таму, и двете имаат по 2 деца. Едната има машко и женско, тоа женското еве да ја поздравам денеска, Михаела има роден ден. Честит роден ден, Михаела, честит роден ден. Ете така. А другата ќерка има 2 машки. Да. Две машки деца има другата ќерка. Двете се машките се некаде по 10 години стигна, женското еве 6-7 година сега влегува, најмалото е 4-4,5 години и е најинтересното, нели, и ми го чинат најголемото задоволство во овој период од животот кога јас веќе 2-3 години навлегов во пензионерскиот живот. Во градинка ги носите на училиште? Најмалото да. Како е да се биде дедо на ток, да. Сите одеа во градинка и добија големи, да речам, голема корис од одењето во градинката. И пожелно е да сите деца одат во градинка, затоа што основата понатаму за развојот и за школувањето некако доаѓа и од дома, меѓутоа од градинката. Не можам, гледачите некои многу знаат, а мене ми задоволство да спомнам дека сте дел од семејството на нашиот прв премиер на Република Македонија, господин Никола Клисев. Тој ви е дедо. Да. Татко на сопругата. Меѓутоа, сепак, тоа е еден синоним за економскиот просперитет на Македонија. Јас ова лично ќе го кажам, бидејќи како новинар имав повеќе интервјуа со него и можам речам да кажам дека човек кој заслужува голем пиетет за Република Македонија. Кој ви предизвик сепак сте во дел од тоа прекрасно семејство? За сега зборуваме предизвик. Да, мислам, сепак сте долго. Добро, предизвикот е да новото поколение биде здраво, живо се разбира, добро да напредува и тука сме ориентирани целосно, јас и мојата сопруга, да помагаме во било која форма, да тие едноставно израснат во здрави личности кои што ќе помагаат на здравието во целината на општеството на Република Македонија. Ги обучуваме во тој дух патриотски. Сега пред да дојдам овде беше интересно кога жена ми пушти еден што викате вие джингл таму од домот на мојата помала ќерка кај што најмалиот 4 годишниот ја пее химната на Македонија и тоа безпрекорно. Как се вика? Матео. Денеска ти е имен ден. Да. Матеј, денеска дека е вечно му е нека името. Толку ме развесели и то убави и Гоце Делчев, Дама и Груев Сандански, чисти зборови од крај до крај отпеа. Тоа е предизвик, навистина ме радува и ми се полни душата и срцето кога ова го слушам. Професоре, ја ќе ви заблагодарам што бевте мој соговорник. Со задоволство. Еве за Михаела и за Матеј, денеска му имен ден, а на Матеја Михаела е роден ден, и јас ќе ја ве поздравам, а вас, почитувани со оглед дека овој магазин знаете дека има еден брейк, брейкот го ставиме на крај, заветна, нека биде поздравот за овие 2 ангела. Одлично. И навистина ми беше задоволство што бевте со нас, со мене и со професорот Томи Неновски, поранешен заменик гувернер на Народна банка на Македонија. Бите живи и здрави. Нека ви се угодни божичните пости и се надам недалече се видиме во храмовите.